Добро вечер, драги гледачи, добре дојдовте во новата епизода од мојот подкаст. Се надевам дека претходната ви се допадна многу, така да идеме понатаму. Следен наш гостин е многу добар и јак комичар, многу добар стендап мен и шоумен, ајде да кажам на некој начин, татко на едно дете, женет човек, така да Бојан Велевски, драги гледачи, ќе си направиме супер мовет и да видите што има тој да каже општо за неговиот живот и се што му се случувало до сега. Идеме. И добро вечер, драги гледачи, добре дојдовте во мојот втор подкаст. Денес наш гостин е, па го видовте више најавата, сигурно знаете за кого станува збор. Фала ти многу што дојде и што постоиш и фала ти што ме најде толку далеку, а толку блиску сме, така да си дошол тука колку многу пати си дошол. Сум дошол на дружби, да. Да, на дружби, ама не си дошол некој ваков формат. Официјално, да, како што. Почнам пред да почнеме, али добро, ајде, немаме. Да, нема врска. Спонтано обратни тоа е тоа. Здраво, Бојане. Како си шопариш пред се да те прашам, дали си добро и дали добро не најде тука? Да, брат, жив, здрав, фала му на Господ, среќен, исполнет. Една од побавите вака години наназад, кога се навратам последниве 10 години, ова што помине една побавите дефинитивно. Па гледам дека има доста многу промени кај тебе, почнувајќи од фитнесот, оформување на твоето прекрасно вајано тело, почнувајќи од животни промени, косата, сега да не зборам ред други работи. Кажи ми како настана тие сите промени и зашо настана, што се случи со тебе? Па види, тоа е конечно после долго време најдов време за себе. Значи, тоа е една промена која што доаѓа природно, некој пат самото тело или ум, психа, душата ти бара да се промениш. Меѓутоа некогаш и кога сакаш да се промениш, или немаш време, немаш финанси, немаш простор, немаш енергија, не ти е моментот, меѓутоа годинава, еве, и детето малце ми подпорасна. Оваа вукојебина во која што живееме, јас и Каролина сме прилично мачени деца, све сами. Од дома ништо не ни дале никој, освен поддршка. Збориме онаа морална поддршка и кога некој треба да е тука за тебе. Не е финансиска. Некој да не држи, па финансиска не, но не се секогаш финансите битни, битно да има луѓе кои што те сакат и те крепат. Точно. Да, така што такво било времето, нашите родители живееле во убаво па во лошо време. Ние сме мачени деца. Конечно оваа вукојебина малце дигнавме глава со нашата работа и труд. И сега конечно дојде малце време да се посветам на себе, да вложам малце во себе. А што така ти текна уствари? Зашо промената прв физички да изгледаш добро, што се случи? Што беше целта? У 5 години качив 15 кила. Добро. Што во 5 години не изгледа као многу, али знаеш, по 2-3 кила, по 3 кила годишно ќе му дојде у просек, али 15 кила се многу над онаа килажа што треба да имаш. Јас сум 175 висок, треба да имам 75 кила, имам 85 кила. И решив да ослабам 15 кила. Тоа го направив со тренер, со фитнес тренер. Значи сам не? Не, пошто брат, види, реално јас не разбирам ништо од тоа. Таа наука тоа е наука, не ми е позната. И гледам момци од теретана што идат погубат по саат и пол време. Јас ке завршам тренинг за 45 минути, сум завршил се што треба да завршам, они се чак те на телефон, те се сликат, те муабет си прават, те не знам се влагу теретана 20 минути се врти што да прави брат од теретана. Не знаеш што се дешава. Да, јас тоа време не го губам, значи доаѓам од теретана, се пресоблакам, искачам, мене тренерот ме чека, он тачно знае што треба да работиме и одма стартаме брат, не се губи време. Да, па реално нема никој време од денешно. И тоа не изгледа така нешто фенси и скапо како што некој сака да го представи, јас знам дека има и не страдава некој личности, јас работам со тренер, јас работам. Другари, не е толку скапо. Не е, тоа е, како ти кажам, како да имаш еден мал кредит земено и враќаш уште една рата плюс. Да, нема да кријам, мојот тренер е 50 годишен дечко кој што е old school, има многу искуство и кошта 100 евра. Еве ќе идеме. Значи... На подкаст може да бидеме послободни. Да. Другари, не се многу пари, значи 6000 може да ги се. одвојат. Па мислам се види, вукојебина е држава, тешка ситуација е, криза е, знам како е, меѓутоа Може. Јас решив дека дел од моите пари и ќе си скратам некои други поболности, некои други хирови и ќе ги вложам у А дали си сега задоволен вака со
својата форма у која што се наоѓаш? Па не тренирам веќе 3 месеци, значи бев 72 кила, изгледав многу покрупно со 72 кила, по раце имав потука, вака бев да речем малце позгоден. Сега имам 75 кила, имам повеќе килограми. Кој што си висок. Да, али тоа е идеалната тежина. Да. Али не ми се распоредени како кога имав 72 кила и вежбав активно, пошто знаев дека од крајот на ноември до крајот на декември немам време, пошто пред новогодишните забави јас веќе на 15 ноември веќе букингот ми беше фул за предновогодишни забави за фирмите, имав 17 фирми оваа година. Значи имаше доста работа. Многу работа, значи имав по и тоа 17 фирми беа у 10-12 дена, као настап у 2 попладне, па у 4, па у 8. Цело време. Па турбо. Имаше неколку дена кои што беа такви, да. И не вежбав пошто нема поента. Јасно. А сега сум окей. Сега сум на фастинг. Уште се држиш? Сега сум на фастинг. Фастингот е добар за овие што ги интересира малце, пошто знам дека темата е јадење и како да одржуваш килажа, секогаш интересна. Значи фастингот е добар ако имаш да речеме многу килажа, а сакаш да ослабеш, со фастингот ако почнеш ќе ослабеш до одредено ниво, али после тоа ќе стагнираш. А здраво е тоа за телото? Да, фастингот е супер здраво, само треба да стигнеш до таму, тежко ќе стартат. Знаеш, тоа ти 8 сата јадеш, 16 не јадеш. Јасно. Сега јас например на 8 сата јадам што сакам, а количински колку и да сакам не можам, пошто тоа ти знаеш. Да. Фастингот веќе ти се собира и желудник, немаш толку да јадеш и така натаму, јадеш 2 пати на ден. Реално. Тоа е тоа. И сега сум олабаен, јадам што сакам и не мрдам од 75 кила. Веќе 3 месеци. Не, добро изгледаш сега. А не вежбам, пример. Да, тоа Ќе е се добро. вратам у март, мора да помине време ради косава, знаеш. Да, сав да те прашам исто тоа, зашто и како те натера да идеш коса да присадиш и што се случува, дали веруваш у тоа, дали е стварно, пошто рецимо гледачи ги интересира, бејќи доста не веруваат у тоа. Ја не верував, не знаев што се случува со еш. Види, у принцип ова со косата не ми е комплекс, иако ми е пресадено, не е комплекс. Ова со стомакот и начинот на кој што изгледа беше и веќе ми беше и не се осеќав убаво, правам слики, брат, правам слика. Не можам да си изберам сликата, кај сум у фацата ко бумбар. Сега сум имал па потечен пошто нели немам коса, маца вака, целата глава ти е округла, али не се осеќав убаво, знаеш, на ниедна слика не се свиѓа. Башка стомакот за никаде, изгледаш со стомак голем, знаеш, не те собира, купуваш гардероба, купуваш вложуваш у себе, у гардероба идеш по настапи, не изгледаш на ништо. Да, не ти е тоа. Не е ти тоа. У меѓувреме сменив продукција, ќе збориме после за тоа. Значи имам човек што се грижи за мене, за мојата кариера и за се што е пропратно со тоа и за appearance и за све. И едно од работите кои што беа нели како поставени задачи беше да се ослабе, да се средиш, да се нели покрај гардероба, покрај стил, да изгледаш добро. Да изгледаш културно, значи да изгледаш нормално. Имаат колегите глумци како ќе дојдат годините кај нас, посебно на Балканов, не речем Македонија, тенденцијата да не изгледаме на ништо. Значи не изгледаш на ништо, не на глумец. Тоа е една сериозна тенденција у нашава фела, не изгледаме на ништо. Со стомаци, со она несредени никакви, а треба да сме глумци, но тоа е зашто нашиот статус на глумец во општеството не е некој статус. Немаме некоја плата, немаме некои пари. Па реално тоа го зборев и претходниот пат со Стефан, дека глумците се многу запоставени за разлика од инфлуенсерите што се немаме статус од државата посериозен за да се однесуваме посериозно, знаеш, нема што да те мотивира. Сега кога веќе тргаш, сакаш да одиш на next level, мораш да внимаваш на се. Така барем имаш човек кој што се грижи за таа работа и те освестува за некој работа. Знаеш што се дешава и така и со косава, брат. Значи решив да ја ставам косата затоа што на сликите јас немав проблем на огледало кога ќе се видам. Добра. Немав комплекс. Да, реално си имав и косичка и све, имав некој италијански стил на фризура, нешто, окей. Али на сликите кога ќе се видам на настап у сала, у кафич негде или увако, рефлекторите си го прават своето. Некако тука овака све нешто празно, некој за листоци до овде, нешто овде. И викам се шо правам јас со косава, нешто чешлам нааму, па дека ми од едната страна изгледаш супер, од другата, од оваа страна изгледа многу добро, имаш фризурчето, од оваа страна си као глуп. И као дека си глуп. И сега као, знаеш, и реков добро, тоа ми е желбал пред 10 години да ја пресадам косата, уште кога имав коса. Знаев дека ќе дојде до ова.
Ама сега е приступачно, тогаш беше по 10.000 евра сега. Да, окей. сега кај нас предпоставам на Нема да треба кријам цената бидеш. на подкаст, значи 1500 евра е тоа, не е некој зафат, не знам, финансиски. Али е сам да Огромен. кажам дека со успех завршува целата работа така. Да, бе, брат, 9 сата трае, маце е напорно тоа, но еднаш го правиш за цел живот. Сега, знаеш, ако можеш да седиш у кафана 9 сата некој пат, Да, бе, да, можеш зашто да не. седиш и на стол 9 сата. Али ќе си порасне све како што ти треба, така? Да, добиваш и ја имам гарантен лист доживотен од Ватанмед дека они гарантираат дека нема промашај. Се што Да. ти засадиле 99% дека ќе ти остане. Добро, тоа, значи, кој што сака може да си проба, така да ја среќа немам таков проблем, али... Добар си ти, Бога ми. Не дај Боже, сега може да дојде до све. Кажи ми, почнавме со друга тема, сега сакам да те прашам, да те навратам малце у минатото, кој е Бојан Велевски? Од кај потекнува, што се случува со него, кај живеел, кај го израснал детството, што се тоа ме интересира, се надевам и публика ја интересира. Па одамна не сум гостувал на некој што сум зборувал на тие теми, сега све ќе ме викнат до некоја емисија, муабетот е. Од каде црпиш инспирација за стендап? И тука, Да, знаеш, ма тоа се више да дигна посебни масата муабети, и да, више, значи, сидам ми чао. едното да го Не, исто демолираме не се студиото, случува. знаеш. Едните исти прашања. Види, јас сум у принципо потекло, татко ми е од Долнени, Прилепско. Прадедо ми е Пеце Атанасовски, тој е еден од најдобрите гајдаджи у историја од кога постои инструментот гајда. Во светот во тој свет на гајдаджи Пеце Атанасовски е као Кристијано Роналдо или Лионел Меси. Као Марадона, се ти пошто знаеш- почина од Пеце, да речеме као Ти Марадона знаеш да или Пеле. свириш на гајда? А пак, каква гајда не ме јеби, гајда, појма немам. Али човекот Али е фаца, бил, да, сигурно. фаца, да, има и фестивал од негово име, има и, не е битно, значи, од Да, Долнен. да. Татко ми од таму. Тоа е, значи, татко ми. На мајка ми, таткото, дедо ми, од ке мајка ми, значи, он е од центарот на Прилеп, од градот Прилеп, буквално он е као, Значи ти влечеш жичка Прилепска. Прилепската, да, некој 70-80-90% сум од Прилеп по жичка. На мајка ми, мајката, баба ми, они се Имала стара, лозје, да, улери. лозје, да. Они се стара скопска фамилија, 5-6 века се у Скопје, значи со нив сме Со стара, османлии. од Гоце Делчев на Аму, од вакво, од све можам да ти раскажам од тоа време, значи од Значи тогаш на. мешано Скопје Прилеп. Па, значи као, али јас се осеќам као скопенец, пред се, роден сум у Чаир тука, Да, израснат сум у Ново Лисиче. Ново Лисиче е едно од поновите населби во Скопје, не е од најстарите. Па да. Од поновите, значи тоа е некоја 20 на 30 години. 83-та па наам. Това е 30 на години е таа Да. населба и таму сум израснат буквално у Ново Лисиче на детска улица, сега што е Тоше Проевски улицата. Таму сме израснати, таму игравме фудбал и фактички јас се доживувам повеќе као скопенец, не за друго, бидејќи Прилеп за жал не сум имал контакт со роднините често и не ги знам сега. Меѓутоа кога ќе отидам у Прилеп, посебна некоја енергија кон градот, секогаш значи еве сега морници ми идат. Значи стварно Прилеп ми е. Бил ли таму од каде што потекнуваш да видиш? Сакав ако помал додам и да татко ми рече дека таа куќа кај што живее, кај што живее Лојн, така тоа е све продадено, дека тоа веќе Дека не е не тоа, постои. тоа е само има некоја нова градба таму и дека он не сака Јасно. дојде. А според тебе која е најдобра населба во Скопје? Па леса, не дека сум ја од Ново Лисиче, тоа е нешто секој пат си влече. Сега живеам у Хром на пример. Да, сега си Значи ако правиме споредба Хром Ново Лисиче, тоа ти е као не знам. Значи не постои споредба. Не постои споредба. да, реално. Реално, значи Ново Лисиче ти е амерички тип на населба, каде што ќе гледаш вако до згора као дрон да ја гледаш ти како посебен остров. Буквално како остров, од сите страни е одделена со улици. И она си е баш како посебен остров. Си има све. И имаш вака, и првиот блок, значи блокот е згради, почиња со згради. И ти викаш добро згради. Влагаш позади зградите, Имаш парче. парк, огромен парк. Меѓу секоја зграда имаш вака, згради, парк, згради, Да, парк и усредини има еден огромен парк. Огромен, тоа не е огромен, тоа е огромно нешто, стварно е нешто За огромно. деца, за да си игра, Значи за го све. пушташ детето и него мислиш он за да стигне до улица треба да помине пола километар. Да, реално да. Нема улица. Таков и аеродром. Некои делови. Некои делови, Стара не е, више ова што го направија циркусов Да, и да, джунглија да. со зградиве, така да не Така пушта. што реално ако го земеме Ново Лисиче на времето можело, рецимо сега имагинарно си правиме мовет да туриш 4-5 рампи од сите влезови, 4-5 рампи да биде населба. да, Беверли Хилс. Беверли Хилс, да. реално.
А кај имаш завршено основно? У Основно- Лазо Ангеловски? Не, основно завршив у 11 октомври, 4,5-5 километри од Ново Лисиче. Па да, прилично далеко. Зашо 4 таму? километри. Па види, у тоа време 11 октомври беше као село нова да се запишеш. Као Некоја беше. шема школо, као најако основно школо со најдобри наставници, као тука учеа сите битни фаци, мислам децата на сите битни фаци у тоа време, така натаму. И Димитар Миладинов, да не го забораваме. Димитар, Исто, брат мислам му учеше дека таму. парираше. Да, они беа двете најаки школи, Најаки карши школи. се блиску се. Да. На Порано некој мислам дека браќа Рибар се вика. Браќа Рибар се викаше, Да. да. Сега рачунај, па брат ми кој учеше се префрли името Димитар Миладинов. Ја не дека моите биле некои јаки фаци, туку не знам, мајка ми работела во Жителук, татко ми у железница, бати јаките фаци. Значи нема врска тоа со јаки Да, фаци да. кај мене у мојот случај, туку има врска со историја. Значи мајка ми, тетка ми, значи они се две сестри, учеле таму, братучедите мои учеле таму, и јас сум трета, четврта генерација што учи у истото школо кај истите наставнички. Јасно. Не разбираш. Си имал некој Значи има тек тука на некој настаните. тек на настани, да речем повеќе врски или конекции силни, каде што као децава да ги запишеме, нема проблем, сите се наши ученици, знаеш. Да, нормално. Предходно. Така што тука сум завршил основно и ми беше интересно тука затоа што наше мало се снимаше на 20 метра од 11 октомври и кога не бев на Слободно. снимање, јас идев поминував Школа. са бајле кога се местеа они да снимаат у 6:30, и ја поминував тука и ги гледав како местат камери, па ќе седнам 5 минути и мојот бидев у школа. Да, реално, да. Тие денови кога Ти не бев било на много снимање. близко, а Да. кога спомна више наше мало, кажи ми како почна целата таа приказна околу наше мало. Како Ице стана Ице и се тоа. Мислам дека има добра прича тука што вреди да се слушна. Па никад не сум ја отворил таа прича до крај и еве кај тебе кога више ја спомна Ексклузивно, драги гледачи од подкастот на Бумбакис. пошто е подкаст, ајде може да идеме послободни Да кажеме и нешто. да откријам некои работи што се 30 години стари, 20 години стари, 20. Може да. И никогаш ни да не сум ги кажал, ајде, пошто е подкаст. Ја те слушаме. А, Се претвори во Види, тоа вака сега ќе почнеме од почетокот од Адам и Ева што си вика, ова женеви кој Да, раскажува. баш од почетокот ме интересира како Како жена да ти раскажам сакаш? Целата прича, па Како жена да ти раскажам? како жена. ајде. Добро. Ако е како жена, Тоа ајде е тргаме се од, приме кафе. од Адам и Ева. Океј. Значи, све почнува на мој 9 години. Тоа е 2 години пред да почнам да снимам наше мало. Почиња со драмско студио, кое што се отвара во градско собрание на град Скопје. Во тие бараки. Таму отвара драмско студио Татјана Гогоска, кој што тоа време е главен и одговорен уредник на детската програма на радио телевизија Скопје или тогаш МРТВ веќе, не знам. У принцип тоа ти е нешто као многу јак играч у тоа време. Значи тоа ти е најјаките серии што излегли у историјата на македонскава телевизија. Збориме за нашите серии, не за овие турски. Не, турските, туку збориме за наши детската серии. програма од Бушава азбука, од Дајте музика, Дајте музика на времето, од Големи мали, од еден куп други, сега што не ми текне, оние бајките во светот на бајките. Тоа се све продукции на детската продукција на МРТВ и сега рачунај дека директорот на таа продукција отвара, она си работи таму, ама искача од таму и прави пандан на нивното, пошто има драмско студио МРТВ, она вади ново приватно драмско студио. Да направиме одма разлика, не е како овие сега драмски студија, дај ми 2000 да ти го чувам детето 2 сата, пошто сега е тоа. Дај ми 2000 да ти го чувам детето, брат. Еде така. Значи не збориме за тоа, збориме за аудиција со комисија. Главни играчи у причата се Татјана Гогоска кој организатор на целата прича, Снежана Конеска Руси кој што тоа време е звезда, Томе Витанов кој што тоа време е звезда, Васил Пујасив кој што тоа време е писател звезда за детски ствари, значи има 15 лектири напишано човекот, условно кажано. Значи јакав фел. Јакав, значи збориме собрани со програма во која што се опфаќа од граматика. Ја учев граматика, што се учи у прва година, втора средно, ја учев на 9 години. Значи граматика до спремање на сценарио, до играње, представи, до све, брат. До Значи све. буквално факултет. Факултет за деца. За деца, Значи, јасно. без зајаванција. На аудицијата се пријавуваат 250 деца од 9 до 18 години, на кои што се примаат две групи по 20 деца, 40 деца од 250.
Може да замислиш. Значи тоа се Значи збориме за селекција, брат, они ако сакат да Јака прават пари, конкуренција. како што прават сега, само пари се прават сега. Сега не ми се наврат некои колеги што има драмски студија, не ги спомнувам, не ги обележувам, не сакам ништо да ме сватат погрешно, туку збориме, брат, 5 души работат на програма. И тргаме ние, ми избираат мене таму, јас бев единствено дете од тие 40 деца, имав тогаш 9 години, не работев во малата група, работев како најталентиран од малата група. Генерално бев као, ја отпосле дознавам дека сум као најталентиран у овие 40 деца, избрано дете кој ше како дијамантче, као Елмас, подработнички и иде у Фенербахче, он е дијамант, и текно е. Да. И се трасе бруси Да се дијамант. бруси, Така. Нормално. И сега рачунете и Елмас од овие со деца во 9 години го ставаат у група со деца од 15 до 18 години. Таму нема деца, е само јас сум дете, тие се све тинејџери. Работам со нив 2 години, неколку представи, имав 15 изведби универзална сала детска представа, новогодишна, 15 пати пред 1500 деца да настапуваш ти на 9-10 години, тоа не е заебанција. Не е заебанција, дефинитивно. Нешто снимавме ситно за радио, телевизија, Скопје, МРТВ, како да се викаше тогаш, ситно нешто снимавме. И на 11 години се дешава, доаѓа некои 20 дечки со камера, доаѓа, прават некој кастинг за некоја серија. Ние не знаеме како се вика, Ти ништо појма не немаш знаеме. што се дешава. Ништо немам појма, они доаѓаат, они разбираат дека има драмско студио и доаѓаат да ги снимаат деца, и доаѓаат да не снимаат нас. Сите нешто кажуваат ово, они се влагам ја тамо, вака камерата поставена, тука 20 дечки стојат и тие ми викаат, слушај сега, многу е битно да си опуштен. Како ги гледам двајца. Ти скроз опушти. Ја брат, некам као, ај шо? Лаво. Кам шо сакате вие двајца? Сакаш виц, сакаш К15, сакаш женски оркестар, сакаш хихирику, сакаш што сакаш? И ми вика, ај све, ја, виц, женски оркестар, хихирику 2 скеча, К15 2 скеча, женски оркестар 2 скеча, тука вадење, овие вака ми гледам. Што се дешава, кој е дете? Добро, да. Сите деца унутра по 2-3 минути, ја 15-20 минути унатре. Овие набор се чудат што се дешава со детево, знаеш, но. Искачаме од ваквото, зимаат број од Снешка за мене, дом, нели тогаш фиксни броеви беа. Нема 02, нема ништо. Да, фиксни. ништо, Идеме дома, после 2 дена се јавуваат, вика на кастинг у старите простори на ФФМ Карши шведска амбасада горе на први. Ја појма немам дека сум прескочил кастинг од прелиминарен кастинг, идам директно у финале, као на X Factor, динго, маш и директно у финале. Ја појма немам дека сум прескочил све тоа, да. После дознавам. Идеме ние тамо у ФФМ и гледам сега за секоја улога, не знаеш ти која улога си, за секоја улога имаше по 15 деца. Значи, пример, за Бени 15 деца. А колку улоги биле се на се? Па 6 или 7 беа, така нешто. Ние што бевме главните деца, рачунете сега, сите што ќе се потсетите на било кој лик, е за еден лик у финалот имаше по 15 деца. И секој ден одиш ти на аудиција и секој ден по едно дете фали. Знаеш, доаѓаме денеска. Тоа ги елиминира? Да, секој ден испаѓа по еден, ама ти си дете брат, тебе не ти е јасно. Ти кажеш, кај Перо, вчера беше тука, кај Перо. Сега го нема. Не, окей, добро, може е болен. Реално, да. Идеме дале. Ти текно. Да, и на крај 2 недели испаѓа секој ден по едно дете, на крај после 2 недели не избираат нас 6 души и не тураат у една просторија тамо. Доаѓа американскиот Шлезингер, мислам дека се презиваше, продуцент, доаѓа Мони Дамевски, Иво Антов, уште неколку други екипи, имаше двајца некои режисери што беа као од Бродвеј, што студирале тамо. Јака екипа, сериозна. Да, и тука ни држи Мони Дамевски говор, сега вака се сеќам, вака го гледаме, вака. Вие деца. Да, бе, копилјаци. И Мони Дамевски ни вика, ние веруваме дека вие сте едни од најталентираните деца од држава. Ја го гледам, вака. Од толку деца. Ама чекај, го гледам, тие викаш, тресково е. Вика, вас ве избравме од над 3000 деца. Тоа е сериозна бројка, тоа е сериозна бројка. Ја тука сваќам кај сум, брат. Што се дешава? Како стигнав ја од драмско студио, 3000 деца да поминат и директно туку 15 деца. Значи јас сум го поминал тоа со 3000 деца. Мратиш, Бени е, например, од тој кош земен. Они го иделе по школи правеле, Бени е од школа, брат, буквално. Од таму, отишле у Зефлюш, Марко или не знам како, не е битно која школа, и го избираат Бени, разбираш? Од цела школа. Текно, или од цели 2-3 школи кај што имало албанци повеќе, избираат они од 3 школи едно дете. Ти текно. И нема везе. Тераме дале, окей, све се договараат, све што треба да се дешава и сега работата што е? Ова не сум го кажал нигде.
Ја искачам, јас сум во кастингот влезен. Јас сум избран за улогата на Диме. Улогата на Ице не постои. Значи Ице како лик, Значи после го додале. да. И тоа за Диме, јас се борев со други 15 деца, а Диме се појавува последните 2-3 дена на аудиција. Значи он влага како подобранец Преку врски. на аудиција, да. И у моментот се дешава, ја испајам од причата, а он влага. Значи он е уствари место тебе. Да. Улогата што ти си Јас веќе сум ја имаш, добил, да. И као му кажува на татко ми дека избран сум, Ама после тоа не сум избран. не си избран. Јас знам дека сум избран и тераме дале. И сега татко ми како да му кажам ја на тоа дете дека не е избрано, зашто идеше 2 Да, недели? деца се погрешно ќе Ама не, сватат. 2 недели сум модел, брат, 5 години имам, 5 оделение сум таму јас. Значи, Баш кај деца другачи разбираш. се разбира тоа. значи Емотивно. трудот си го да. внел, значи си бил, значи знаеш како тоа е рушење на еден свет. Карактерот на тие години си крева, ако може да ти го тоа, смени да, може карактерот максимално. Да те повреди ептен, пошто си Значи, дете сепак. Знаеш, и многу понатаму може да те направи суров во животот, Да. знаеш. Реално. И тоа до мене не стига. Значи таа информација јас Ти не не ја знаеш знам. ништо. Ја дознам после 10 години таа информација. Арно, ама до американците, пошто се американци, таму нема врски, нема тоа, ама овој ќе биде, нема тоа. брат, Објасни ми го она со пепелјарата, пред искаше ми го Сега ќе ти кажам. кажуваше, да. И Ќе ти ја да. ќе ми ја даеш. И сега му вика на татко ми вика, добро, ние му најдовме друга улога, ќе биде друго дете, нема биде Диме, ќе биде друг играч. И татко ми тука не се нафаќа, или Диме, или тоа, дај ме се пепелјарата. Сега да. Чеди извинете, гледачи. И сега Не. пепелјарава, и сега што се деша со пепелјарава. Главниот амерички, тој што е продуцент Продуцент. тука, да, назначен од горе од Вашингтон, или од не знам каде, небитно, го вика татко ми на состанок да му објасни зошто треба да се нафати да јас влезам сепак у наше мало прича. Да не испучи шанса. Да, и вика вака се. Вика да замислиме, вика дека ова е еден круг пепелјара. Буквално со иста ваква пепелјара, брат. И вика круг. Еве да замислиме дека тука нема ни еден отвор. И вика ова е круг што си врти. Околу кругот вика вртат еден куп луѓе, гравитираат околу кругот. Во кругот внатре се тие што се избрани. Тие веќе работат, тие веќе се Да. среќни и задоволни. Околу кругот вика се сите тие мал милион луѓе што гравитираат и сакаат да бидат внатре у Оно кругот. 3000 деца што пред 3000 деца, да, што биле предходно во Да, и си аудиции и вртат така по натаму. кругот. И сега вика вака, овој круг вика, у еден момент, он кружи цело време, у еден момент вика застанува и се отвара. И се отвара само тука, и се отвара неколку секунди. Или ќе бидеш И вика, у него или ќе излезеш. Твојот син има среќа, што вика е на оваа страна од кругот, а не е на оваа страна од кругот. Бидејќи тука се отворил кругот. И сега, така, он нека влезе, кругот ќе се затвори, пошто овој круг се отвара еднаш Да, у 10-15 години. Ваква шанса, ваква серија, ваков проект, брат, ја еве 30 години имам, 35 имам, ја немам да. играно у друга таква серија. Еднаш на 35 години, може да замислиш. И уште Таква популарна. некој се дешава. Некој. се исто И сега, овде кога се отвора кругот, нека влезе он у кругот, нека стане дел од овие битни луѓе што се овде внатре. Тој ќе се затвори, нема да се отвори пак. И кузне кога пак ќе му се отвори ваков круг. реално. И кога човеков вака му објаснил на татко ми, Татко ти сигурно рекол. Зоки е разумен човек и рекол као, окей, добро, Може. нека биде така, ама да му најдете место на детево, нормално. Јас доаѓа до мене информација дома дека сум сепак имало некоја грешка, сум Ице, не сум Диме, ама дека сум у серијата и мене тоа ми е окей. Знаеш, ме боли малце, Дете као дете. ме боли малце пошто гледам по сценарија, пошто после сваќам дека не е туку така грешка, туку гледам дека јас у првата сезона ако ја разгледате, ако ја најдете негде, ако видите, ќе видите дека мене ми има тук таму, јас сум нафрлен, буквално сум убутан. Буквално сум убутан Отстран. у серијата, да, значи мен фактично сум многу малце. Да, некој спореден лик. Да, веќе втората сезона сум предвиден и веќе во втората сезона сум окей. Сега, како кармата ги врти работите? Третата сезона од наше мало пука војната 2001 година. Фамилијава на Дима, они беа у тоа време некоја, да речем, влијателна, татко му беше влијателен играч
и они имаат опција, пука војната и они прво што правите, фаќаат штрафта за Фидиш. Франција. Да. Мислам дека беше во Франција, небитно. И сега останува празно местово на Дине. Значи буквално е празно. У меѓувреме се менја продуцентот, Шлезингер си оди назад дома, американец доаѓа Енглес, Мартин Дей. Доаѓа Мартин Дей и сега они знаеш кога си правеле примопредаја на Си кажале функцијата, по некој збор. они си размениле нешто и сега овој му кажал за нешто што било пред 3 години, Што се десило? што се десило, дека дете во Ице што го игра, да знаеш, Требало да требаше биде да биде главен. овој, па го вративме, он го знае тоа. Уште не е пукната војната, значи он знае, он ја има таа информација у глава. И му останало тоа. Тоа он си го има информација, да. И тера причата дале. Тера спремаме се подготовки правиме и почињаме, треба да снимаме спот едно друго, пука војната, авиони летаат, сухоите летаат, на Да, глава се драма. пука, бомби, ово, она, шетаат по со митралези војници низ улици, ме разбираш? Катастрофа. Пука војната, овие фаќаат магла за овакво, празно е местово и ми се јавува Мартин Дей, ми вика, дојди вика у канцеларија, у наше мало, канцеларијата беше Карши, ови што е House of Legends, сега што е Карши Шехерезада, железничка. Така, Карши железничка, буквално вака е Таму кај што се Шехерезада. снимаш уствари наше мало. Па не се тука, да, блиско, значи како што е вака Шехерезада, буквално на самиот овако Одмах, пешачки од Карши, другата Карши. страна, да. Тука беше она headquarters од наше мало. Заседанието. Тука беше битното. На да. основ. Тука, да. И вика, дојди, вика, јас учев тука 11 октомври. Тебе ти е на Да, и ми се уа дома на телефон, утре да дојдеш, вика, Мартин, дете бара, што е работата? И ми се јава, јас више англиски цепам тука, сериозно, седмо деление, сум налезен во англиски. Нема лаво. Нема лабаво, да, и ми вика, дојди, вика, викам да дојдам со татко ми или сам, пошто ипак е Пак си дете, да. битен, ипак си. он е најбитен у моментот се, Реално. он е најпрвиот тука што е. Значи он е Ги дојше разбира работите, он знае е што као, се да дешава. кажеме, генерален директор на фирмава. Он е Да. генерален директор. И сега да дојдам со татко ми или сам. Дојде вика сам зуботе викам. Викам добро, окей. И после школа имам ја тамо у 12 сипол, ми нарачале од Фреш, тогаш ако го памтиш ти Фреш. Да, на времето На ми Фреш, тегна. да, и ми нарачал од Фреш, ја јадев тоа чикен бургер јадев. Чикен стек, така се Chicken, викаше да, нешто да. така, со кромиче, со све, Добро со беше. дресинче два, да, со кока-количка, Со сите све, со салтана. сите, да. И ми вика прво ќе јадеш па ти кажам или да ти кажам па ќе јадеш. Викам јебеш ти тоа што ќе ми кажеш, ја прво да јадам брат. И осе Да, таа работа главен од школа идам. Не се Да, да. размисла на гледен стомак. Да. И си седнав, јас си јадам, си пијам, си уживаме, си разговараме за наше мало, си разговараме, он ми раскажува нешто, јас му правам, не, битно веждаме англиски. И на крај вика сам најде, да, слушай сега вика вака. Ја вика знам за една непријатност, за една непријатност што си ја имал, она како се вика inconvenience. Он памтел. Не па, он ја знае информацијата. Да, ама пак треба да запамтиш 3 години нели поминале. Не. Он доаѓа, а претходниот што си оди му ја раскажува Он, причата. да, Он да, ја знае јасно. информација. Проблем, работата е што пред него памти брат. Да, И му дава информација што не знам, ние кога би размениле, ја веројатно не би Да, ти ја не дал би. тебе таа информација, знаеш. Пошто Да, ама сега, серијата гази, работи, популарна е, знаеш. али искрено, Информација што ја Да, споделил, да знаеш професионално. со детево ова му е направено тогаш. професионално. Професионално, да. До детали брат, професионално. Браво, поштовно. И ми вика, знам дека ти пред 3 години си имал таква непријатност. Викам, да. Како се чувствуваш сега? Како се задоволен? Викам, добро, све окей. Дали си сметаш дека си фер истретиран? Да, све окей. Да, окей. Проблем нема проблем. Ти дете кој дете? Брат, не, Се ама ти е, окей. стварно јас бев многу, како и сега и тогаш, јас немав влак на јазик, значи ако нешто ми било фрка, Да, го ништо сум не ти терал окей. курац, значи како и сега, исто. И ради тоа например не сум у театар, пошто терав во курац брат. Да. Значи не боли Ако не ти е ако по си кејф, директор или нормално, директорка сега нема. баш ме боли кур брат, вака искрено Да. ти кажам, не можеш со лажен авторитет да ми се наметнуваш. Јас те почитувам ако си директор, ама не можеш со лажен авторитет да ми се Ако наметнуваш. нешто не ти е по кејф, ќе си го кажеш нормално. Да, тоа е тоа. И сега, ја и тогаш си кажав како што си е, све окей, ја искрено, ми вика, слушај сега, ние решивме, вика, дојде моментот да ја исправиме, вика, таа неправда што тебе ти е нанесена тогаш. Викам, што значи тоа? Вика, како што знаеш, вика, Диме е у Франција ради војната.
Викам да. И вика неговото место останува празно. Ние решивме Ти да бидеш, ти го дадеме тебе ова. Ама ко Ице, не ко Као Ице, да. Значи како Ице, фактички он ми вика ти ќе ги пополниш епизодите на Диме. Мало имаше некои диалошки форми каде што беа видоизменети со родителите на Диме. Да, таму каде што можеше да се исфрли, он се исфрли мали презема таму во нивниот муабет, таму каде што мораше нешто мало адаптација се направи и фактички јас имав 8 епизоди на Диме. Ја Значи добро, ти беше уствари главната улога, меѓу главните улоги. па таа сезона сум убедливо најзастапен од сите. И викам добро, моите викам епизоди и твоите и на Диме. И фактички Све. од 11 епизоди мене нема само една, мислам дека. И таа сезона се дешава и Тарабука, Ице Тарабука, да. Доста беше позната таа Да. епизода беше. Таа мислам, беше да. како еден брендинг на наше мало, Бум. беше Ице Тарабука, Да, Тарабука да. беше као. И сега има еден куриозитет тука со третата сезона, не дека сум бил ја у неа, меѓутоа тоа се факти. Третата сезона е прогласена за убедливо најгледана, најпопуларна и најдобра сезона на наше мало од сите 5 Јас. сезони. Се може да се поклапат А те стварите. памтат ли уше кој Ице Тарабука Не, луѓе брат, како умре тоа време. Не, ја те памтам. Нема. Мислам, види, знаат за наше мало, Да, але да, веќе си знаат, Бојан да, Велевски, да. значи, тоа е. На умре. реално, да, тоа И, било да. и сега, секоја година не собира на некоја, имавме една годишна забава за цела екипа, каде што собиравме околу 300 луѓе, чисто вака да им давам на луѓе колку луѓе работе на наше мало. Значи не било тоа мала риба, него работеле доста голем. 300 тим, луѓе работеа секој ден на наше да. мало. Браво, почитам. Свака част. И рецимо тогаш кошташе една сезона $1 милион, што у тоа време, сега да речеме у наше време, тоа би било меѓу 7 и 10 милиони. А вие долари. земате ли пари за тоа? Што глумевте ли беше Види, ради у љубов? принцип сега ќе видам, Не сте зимав. Недоволно за... види, окей. Значи можело да биде и да речеме барем 100% од тоа боле, Да. реално, со оглед на гледаноста, мислам дека сме можеле со оглед на тоа дека некој кој што беа да речеме и продуценти и све зема еднаш дзирнав у компјутерот не сакајќи, пошто строго се чуваа финансиите, еднаш дзирнав. Видов дека некои од луѓето што се малце in the food chain, малце погоре. Повише од што треба зима. Ние што бевме звезди на тоа, мислам дека заслуживме да земеме барем 10% повеќе од нив, Да, а реално. не да бидеме Пошто вие сте 2,5 лицето. пати помалку од нив или 3 пати помалку Вие од сте нив. биле лицето на наше мало. Реално, меѓутоа види, деца Не и као знаеш. идеме на муабетот, а бе, сега, мислам, Да бе, гледај каква шанса сме ти ма дале. да, ама добро одскочна даска било Види, тоа. небитно е тоа, парите у тој момент не Не се биле битни битни, и ден нормално. денес не се битни од овој аспект временски. Меѓутоа, како и да е, не бевме доволно платени, реално. се Да. правиме муабет. Не се мали пари, но можело да бидат повеќе. И сега, на таа една годишна забавна средба, кај што имавме забава целовечерно со бендови, со диџеи, значи скупо направено, со пијачки, со дискотеки, све убаво беше, баш на амерички. И добив едно признание, како од таа што е у топ 20 жена една, подоцна е запознана со Витка на Коса, не знам и ден денес како се вика, Него е што е запоред. полигас. Па она е палигаси у принцип, да, у целата прича, она е као од тие Најак. у топ 2-3 Да. таму што се, она е едно од тие, каде што ми праќа, адресира писмо директно до мене, каде што мене ми се обраќа, нели нормално се да не испања другите деца дека се нели дискриминирани, маргинализирани и било како и да е. Она испраќа до мене директно писмо кој што ми го даваат продуцентите, каде што на мене ми кажува дека добивам признание за најдобро сработена улога во третата сезона, буквално од сите други деца, и дека со мојата епизода Тарабука во четвртата сезона од Наше мало собираат пари за четвртата сезона со мојата епизода Ице Тарабука. Значи фактички вин-вин, дабл ќе му дое на некој начин, трипл дабл. Значи си изработил кој што треба. Да, сега малку се звучи како курчиња, ама тоа се факти сега, не е курчиње. Добро, тоа е тоа. Тоа е тоа, така е. Не сум го кажал никогаш ова, сега јеби га, ајде. Ексклузивно. Ексклузивно, да. Наше мало е еден проект кој што за жал после тоа никогаш никој не го повтори, а бевме популарни на ниво на Доста популарни, да ти кажам. Мислам, сите гледа. Јас сум гледал, едва чекав да дое некој
Ние ако Значи, треба правиме нова споредба епизода. сега да речеме као Тоше која беше жив, Да. да речеме ние бевме мали Тоше Проевски сите. Ќе излезете на улица, ве препознава, сака да се сликаат со вас. Значи нема идење, како ти кажам, сакаш на стадион да Со отидеш да обезбедување. гледаш утакмица, нема тоа. Да, Посебно па на тие сите поп се тогаш и беа многу попосетени стадионите. Значи не знам, да отидеш, една татко ме прати бев 8 оделение, значи 8 или прва година, тогаш само што заврши третата сезона на третата сезона на наше мало е покридена со 95%. 95% од најгледано. луѓето во Македонија што живееле од тој момент гледале минимум една или две епизоди од наше мало. А 75% од луѓето што Ги гледале живееле тогаш во Македонија гледале све и ги знаеле сите ликови на памет. Може да замислите 75%, значи Тоа е- збориме анкета у село и анкета у центар на Скопје правена. Па тоа е доста големо. Значи збориме у село, брат. Да. Некое село. Збориме и албански села. Па добро, мултикулти беше. Значи збориме целата некое серија. тетовско село тамо негде. Некаде, пример, Тејарце. негде, Мејарце, теаш, решок, да, и збориме у центар на Скопје Макдоналдска што е Да. тоа. Значи збориме за таква анкета. Та, тука. не, екстра популарна беше. Ние имавме една соба, ова не сум го кажал исто, колку твојов стан, која што беше пуна со писма. За од фанови Да. и ко Значи имавме писма. А ви праќаме што мечиња такви ствари или? Не, писма, не знам за мечи, не се сеќавам. Знам дека имавме писма, ни праќаа писма до писмата стигаа у невладината организација Search for Common Ground, таму стигаа писмата, имаше на просторија колку станов, значи 50 квадратна Фул со просторија, писма. со кутии, брат, фул со писма. Значи отвораш ваки, паѓаат писмо од врата, разбираш. Да. Не, доста популарна. Бени имаше највише писма, пошто беше најлов од сите. Најшмекер. Да, втор беше Диме по писма. Тука негде бевме ја и Мали се јадевме, ама Мали пошто беше стварно мал. Него, знаеш, тие девојчиња се многу мали таму на тоа време кој ќе му пише. Реал. Дали ја и Мали бевме тука негде. Ја и Мали заедно. Сега. Ја и Мали заедно имавме помалце писма само од Бени, брат. Он газеше. Бени газеше. Газеше Бени, брат. Можеше он у тоа време да ова да ни се дешава на 22-3 години, он ќе беше главен јебе умало, брат. Добра, у контакт ли сте сите од таа екипа што бевте тоаш? Па не сме нешто у контакт, сега знам дека Мали и Секој на своја страна. Мали и Даре заедно учеа факултет тука се негде, они двајца. Заедно. А Даре беше Буцкото со сладоледот. Да. А сега е 2,5 метра. Да. Даре и Мали заедно учеа факултет на драмски. Јас завршив драмски, Бени заврши драмски, он работи во албанскиот театар. Джелјан е исто у театар, у турскиот театар, заврши исто на ФДУ. Значи, овие двајца се на ФДУ, не знам што прават сега моментално, мислам дека се невработени. И Филис долго време нешто е некој менаџер у Бургер Кинг. Значи секој по свој пат ствари. Двете ромски девојчиња, не знам кај се шо прават, ги снема. И Атиџи и Ремзи, појма немам кај се. Мислам дека не се ни одржава, така да Да, сигурно забегеле негде нагоре. се мажив за Белгија. Се може за Белгија. Нешто. Добро, од таму после целата прича со глумата, со актерството, со стендапот, со сите ствари, од каде доаѓа? Се потегна од наше мало или Не. као? Не, ја Нас и сакал да биде. јас од 9 години сум у драмско студио, значи јас бев едини у наше мало причата што не стана глумец после наше мало ради наше мало. Ама имаш завршено тоа. Да. Овие другите станаа глумци откако беа у наше мало. Да. Бени например рече дека никад не ни размишljал за глума. Ама У го животот, понела атмосфера. После Да. наше мало се решил за глума. За другите истиот муавете. За Мали, за Даре, поне се премали за таа работа за да размишлјаат што сакаат да бидат. Да, што се. Они имаат таму многу се мали. Меѓутоа, како и да е, наше мало и покрај што биле толку мали во години, се погостел впечаток толку силен. Како не, И стануваат глумци после тоа. И јас сум едини од таа екипа што веќе е решен дека ќе биде глумец. Значи јас веќе одам у драмско ти студио. знаеш што сакаш. Веќе имам 2 представи за себе сработено. Имам снимено за МРТВ пар ствари. Имам 15 настапи у универзална сала, новогодишни представи. Имам улоги сработени, имам представи сработено у драмското студио. Значи ја веќе сум насочен. спремен за таа работа, да. Добро, завршуваш ФДУ, нели? Добро. И што се дешава понатаму, као се развива твојата? Завршувам ФДУ, прва се отвара Со стендапот, како почнува целата прича?
Со стендапот почиња причата уште усредно, јас имав прв настап усредно ми беше у стилот на Игор Џамбазов, вака да доловам вака сликовито, Ицката од Босилово, они што е со Моничето чартер сам муабетот. Така, поздрав од Џамбазот. Сега, јас настапувам така на 16 години во Саем, на Саем, кој што беше на времето, да. Таму имаше некој подусеид, правеше некој многу интересна беше, секоја година традиционално се собираа сите средни школи од Скопје. Таму се представува со нешто, секоја школа што како. Да, и имаше еден момент кај што креативните ученици се изразуваа во друга хала. И нормално ја у коце заврши. Што ќе ја таму, што ќе ја лемам таму сјаличката светела, не се тоа не ме занимаше. Да, тебе друга. Јас се спремив брат еден виц у стилот тогаш ја Игор Џамбазов, уште ова е пред, значи јас го правам ова пред Игор Џамбазов сега. Аха, значи он од тебе. Он од мене го виде, да. И сега чисто го спомнам за да им видам сликовите на луѓето. Да, и се облекувам у струмечка носија, на струмечки дијалект, зијам еден виц, го обработувам вицот, вицот е 7-8 реченици, јас го правам у 10 минути. Ќе го разработувам вицот и настапувам. И тоа е некој прв мој настап што е далеку од стендап, но е нешто најблиску до стендап у тоа време од мене. Тоа ми остава силен впечаток, тоа е на 16 години, 6 години после тоа. Тоа сам све си пишуваш, си правиш, све сам, да. На 16 години. Да, све. Па и ден денеска. И само што подлогата е вицот, панчовете се у вицот, да. Ама јас успат пишувам материјал кој што исто така е интересен, има панчеви у него, само што не си свесен ти што е тоа. Тогаш интернет нема или многу слабо има интернет, YouTube не знам дали постои, нема од кај да се едуцираш, нема кој да ти каже, нема кај да гледаш. Не знаеш. Значи све си тука само желба и сон, ништо друго. На 22 години тргам со клиповите на YouTube. Со клиповите има и на интересна работа, ја и Маријан сме заедно на факултет тоа време, само завршува пред мене една година. Иста генерација сте? Па една година е пред мене он, али генерацијски сме иста генерација, да. И 2012 година ја у февруар се спремам да ги извадам клиповите. Истите оние клипови што сега ги гледаат, што веќе се на YouTube кај мене и кај него, небитно, ја у февруар се спремам да вадам влогови. На 22 години тоа веќе. Ти си сакал јутубер да станеш уствари. Немаше друга платформа, брат ми. Сега има Инстаграм, Facebook не постоеше, немаше каде, сите бевме на единствена социјална мрежа беше High Five, MySpace. Добро, тоа беше одамна на времето. Па тоа е тоа, тогаш е. Ама тоа беше многу онака нема каде, брат, без веза, да, у тоа време беше хит. И сега јас се спремам, знаеш, пишувам 10 текстови, ги пишувам, ги спремам, гледам влогови на YouTube, гледам како се прават, гледам туторијали, гледам како се ова све, не знам да монтирам, тоа ми е сосема странно во тој момент и барам монтажер, небитно, се спремам и ми се дешава повреда, идев на јавање тој период и паѓам од коњ. Од коњ се падна? Паѓам од кобила, тоест, кобилата, да јевам тоа кобилата, ме фрла, брат, 58 кило имав тогаш, брат. Затоа така го јадев курот. 58 кило. Што се дешава тоа? Ме фрла у воздух, летам 20 метра у воздух, ама најако на свет ме фрла, летам и паѓам, кршам нешто клучна коска напукнуjem, сјебуjem нешто рамо, лигаменти позади, 3 месеци сум у гипс, ама цело. Катастрофа. Цел. Поминува тоа, тоа се дешава у февруар, значи јас се спремам за клипчињата више. Февруар 2012. Или 2011 февруар. 2011 февруар. Да, 2011 февруар. Се спремам ја за клипчињата, едно друго ми се дешава куштус. Не. Тргаме, 3 месеци се опоравувам, доаѓа јуни месец, снимаме до Балчак, нешто така беше, не се сеќавам како беше, или покасно снимаме, небитно, јуни месец, небитно едно друго, се спремам ја да ги вадам у септември. Пишувам ја нов материјал, пишувам све унутра, се спремам едно друго, наоѓам монтажер од факултет Мартинчо, се спремаме, снимаме, камера, имаме све спремно, ставаме датум за снимање, дечкото ми оди за Америка. Свака чест. Дечко да иде за Америка, не иде таму август месец и ја останам без монтажер. Не знаеш што да правиш. И сега јас сум тип што сака да му биде све наместено пред да почне. Значи дека не е на монтажер, не закажувам снимање, не спремам ништо, не најавувам ништо, да. Ја дорнеаме на монтажеру тие 2-3 недели, Маријанчо искача со клиповите на YouTube. А пази, нити јас знам дека ги спрема он, нити он знае дека ги спремам ја. Пошто он е веќе у Битола, а јас сум у Скопје. А се слушнате после тоа?
Немавме комуникација, не, никаква комуникација. И он трга и бум. Да, гази. Гази дечкото. И ја викам, леле, човече, ја у Ја депресија, сакам да у направам. депресија, ама знаеш што беше депресијата? Не дека некој тргнал пред мене. Не можам, не дека некој мене ми украл идеја, тоа е светска идеја, глобална идеја. Тоа е си тоа у Австралија, Америка веќе постоело неколку години. Ние касниме малку. Ние касниме малце, цело да, време цело касниме. време. И ја, брат, се спремам, викам, леле, добро, знаеш, јас што се плашев. Од тоа што се плашев, тоа и се деси. Јас се плашев од народот, од публиката. Во тоа време луѓето беа затворени за промени, да. знаеш, интернетот беше само што стануваше поприступачен, знаеш. И ја викам, добро, јеби га, јас сум решил да ќе го правам, најдов монтажер, најдов кај ќе снимам, све, окей, тргнавме да работиме и го вадам првиот клип, пепел, коментари. Хейтови? Одма, брат, кој имитираш Маријан, го ова, го она, различни класика, брат. Добро, Сега тоа е народот наш. на новите генерации ме лесно, на Стефан му е лесно, на Петко Рајко Станко му е лесно. Знаат више што се Брат, деша. ние го поплочивме патот. Ние сме пионери у стендапот. Ја, Никола, Маријан, Сашко, сме пионерите на стендапот во Македонија. А те погаѓа ли тогаш тие коментари? Многу ме погаѓа, брат, ви тоа сум имал 22 години. Со на негативните коментари. Знаеш, не ме погаѓа, знаеш што е интересно? Немаше коментар во стилот на врска немаш. Него имаше коментари го копираш овој, ај сега нигнавте Да. ко печурки со сега ајде 100 комичари. А ние само двајца, тројца, беа Никола и Маријан трнаа заедно. Ви Маријан почна после месец дена, не знам како беше, он почна да иде нагоре, ако има почна исто по 50.000 views има на почетокот така. После Маријан нагло трна нагоре, Николче нешто као се подизгуби, не знам зашто, небитно. И трнав и ја тука, не ја со 4.000 views до тие, 5. Да, да. Разбираш, катастрофа, знаеш. И онака као тапати. знаеш, ја пишувам тема и се молам Маријан да не ја извади, брат. Истата тема. Бога ми се. Знаеш, пошто он казаше у тоа време, не па готово ако се погодиш ти у исто време. Те реши. Дури јас да извадам тема пред него 2-3 дена, разбираш? Он да извади после тоа джабе, брат, Виш, да, он ќе те виш прегази, многу он имаше голема многу гледаност. гледаност, да. И јас реков да ги преживам мој период, ако го преживам, го преживеав. И денеска, например, тие 6 месеца си ми се големо школа, знаеш. Да, реално. Не ме дираат коментари се. А добро, си исплатили сега моментално стендапот, пошто знам дека работиш сега, не си сам, него работи тим позади тебе. Све прават они за тебе, ти организираат, па дали има пари од тоа, дали има заживење и такви ствари. Па, вака, јас бев сменив продукција, значи бев во Стендап Македонија долги години. И таму направивме неколку големи ствари кои што ми беа битни во кариерата. За да се кренеш. За да научам да се кренам, да видам како функционира знаеш бизнисот, да, знаеш, ми беше една потпора да речам Стендап Македонија со години. Со нив сработивме 10 големи универзални сали и потоа сработивме околу 180 клубски настани за 3 години. Значи не, Тоа не е лошо. тоа се некој 5-60 просек, така нешто. Годишно, каде што тие настани ми требаа за да пораснам како играч. Знаеш, Да како си што го зборевме избрусиш ова што со дел. Елмас, што го Да. зборевме. Значи брусење, идеш у голем клуб и те праќаат на позајмица, ти тегне. Да, Така искуство да набие. Да, буквално на терен настапи нонстоп од збориме публика што у тоа време од затворена публика што првпат гледа стендап, бидејќи види тогаш и во многу градови првпат донесовме стендап, станува збор за 17-18 година. 2017 Да, ние си касниме ко повеќе, да, затоа значи уште има чудно на во луѓето. многу градови немаше ни, знаеш, се луѓе као Нема се интересирани се, културата, да, да. сакаат да видат А што е не како е. знаат што се деша. Да, не знаат како да се, не знаат дека не треба да зборат за време на настан за да им е интересно. Да. Знаеш, зборев со такви стереотипи се и таква борба водевме. Да. Затоа велам сега на генерација им е лесно, знаеш. И работевме ние на тоа, го сработивме тие 180 настапи ги сработивме. Клубски настани и тие клубски настани ми помогнаа да пораснам како перформер. Значи тоа ми е огромно искуство, така што сега било кој предизвик на било кој ниво да е и на светско ниво да е. Јас се осеќам многу сигурен во себе, ме развискаш Мала на сцена лабав. и сум лавав. Знаеш што треба да Знам, правиш. Така е. И многу малку ствари може да ми изненадат. Значи не ми се десило момент кај што кречав, не ми се верува дека ова ми се деси. Тоа ми се дешаваше нон-стоп тие 3 години, знаеш.
Сега сум дел од друга продукција, станува збор за Lollipop Entertainment Group, тоа е букинг агенција, каде што не е само букинг, не е само да имаш менаџер за да ти да не си достапен кој ја менаџер. Да, Значи, не тој муабет, тоа е најглупиот муабет. Чисто да ти го менаџира времето. Не, значи не тоа брат. И ден денес луѓето мене ми звонат на телефон, мојот телефон е на фанпејдж, значи звонат се јавуваат, јас со сите разговарам. Кога ќе ми се јави некој кој ме бара за настап, јас не му кажам јави се кај мојот менаџер. Само знаеш што треба да направиш. Точно, значи некој те подучил како треба да се однесуваш, што треба да направиш, до каде треба да одиш, кај треба да се нафатиш, каде никако не треба да се нафатиш, на кое ниво да се нафатиш, на кое ниво да не се нафатиш. Така што веќе 2 години сум дел со еден тим кој што работи буквално, не сум само јас таму, има и други, има и многу диџеи, има многу диџеи, но има и популарни пејачи. Сега да не ги именувам, ќе заборавам некој. Има неколку многу популарни пејачи, некои нјукамери што се веќе многу популарни од новата генерација пејачи, некои што се веќе етаблирани. И за секој артист и пејач, и јас сум единствен комичар таму сега за сега, за секој артист се гради стратегија. Значи буквално стратегија, не као да се знае што прави. Значи јас точно знам што прошла година во октомври, јас знам што ќе правам овој ноември. Значи и знаеме до толку. Значи јас знам точно кои чекори треба да ги сработам, од кои чекори треба да абстинирам, што треба да, на што треба да направам, каде треба да одам, на кое ниво треба да одам, на кое ниво не треба да се. Тоа е добро кога имаш буквално што те води. Стратегија у секој поглед, од ова што го зборевме, лајфстайл, мењање имидж, облека, гардероба, да изгледаш како што треба, заби, коса, среди се, до кога ќе се појавиш на емисија, како да настапиш, да го смениш стилот на настап, да не си ха-ха хихи, туку да си играч кој што ќе делува и поинаку малку, дека имаш и сериозна страна сега. Реално. Така добро, што денес имаш ли некои негативни коментари? На стендапиве, рецимо, не знам, на социјалниве мрежи, пошто и таму си доста. Види, на настапите храброста знаеш дека е на види, јас важам за веќе пошто ги сработив овие 180 настапи из Македонија, претходно зборам по клубовиве. Јас важам за играч кој што е безкомпромисен. Значи, кај мене првата маса на стендап го јаде ничим ни за звана. Па да, гледам цело време дека луѓе омалце. Значи веќе знаат дека кај мене на настап, кога дојдеш у клуб, првата маса ја се пуни последна. Да, значи веќе сите знаат дека никој не ќе да седне првата маса. Првата маса знаеш како се пуни кај мене? Брат, нема место, му кажува газдава. Срами брат, седниме било каде. Седниме било каде, брат, сакам да гледам. Сакаш било каде, да. Ете една маса е првата. Па то прва маса. Тој нема појма, брат. Тој дошол пошто цел град е тамо. Јас знам, сум имал така, имаше ти една шанса да. Значи знаеш кај мене знам како е, да, и за тоа ми е. Ама добро, за тоа се плашат луѓе, мислам се срамиме, страфиме дека ти е. Муабетот ми е дека било кој имам нов левел на момент, тоа е хејтерите ми доаѓаат на настап. Тоа е ново, значи. Тоа е најнов момент, да. У Мартини имав се на. Не можеш да те поведат придружени. Да, значи кога ќе почнат хейтери да купуваат карти за да те гледаат, тоа значи дека си успел. Тоа е next, значи тоа е она левелот. Да, значи тоа е предпоследниот левел, брат. Значи под наследниот левел ја вртиш игрицата више, знаеш. Реално. И ми беа у Мартини, ние не знаев јас дека биле 4 тетки биле некои. Публиката ми кажа отпосле као шириле негативна енергија, знаеш, сака ние тука седиме 200 души се смееме као, разбираш, а они се као превртуваат очи цело време, а моите настапи нема вулгарност, нема да слушнеш сега, да не ги не мора да ги титкаш, нема да слушнеш клиторис, нема да слушнеш пичка, нема да слушнеш кур, нема да слушнеш ебење, нема да слушнеш ништо од тоа, нема да слушнеш сексуален чин, нема да слушнеш, знаеш. Јас ќе зборам можеби за сексот на интелектуално ниво, за како мажот гледа на тоа, како жената гледа на тоа, кој се нема да зборам дека треба да како оди тоа. Што треба, значи како го, значи тоа го има кај некој други. Кај мене тоа го нема, брат. Реално, да, сум бил, знам како. И сега знаеш некој да доаѓа да ти го хета, немаш цовка немаш у стендапот. Да. Цовка немаш у стендапот. Ама добро, они си дошле, мислам. Знаеш, и сега, знаеш, јас се трудам стварно се трудам да понудиме нешто друго ниво, нешто друго ниво, да не е кур, пичка, клиторис, себења, дркање, да нема. Па добро, тоа више мислам дека не проаѓа више кај народот. Не го има, брат.
Не, проаѓа ќе голема, полната публика. А што мислиш вака кој ти е нај колега, некој што везе нема, што не се разбира или не знам колешка или некој што не ја разбира работата оваа вие што ја работите. Онак. Мислам ако не ќеш да одговориш, тоа е твое. Него чисто си правиме. Види, јас сум у принцип у последниве 2-3 години особено имам некои грешки у минатото, направено, сум се излетал пар пати. Мислењето како сега, знаеш, види, професионалец ако сакаш да бидеш и ако сакаш да бидеш голем играч, треба да обединуваш, не да разединуваш. Тачно. Знаеш. Па И јас сум за обединување на стендап сцената. Меѓу другото и со твојот прв гостин, со Стефан. Бев прв кој што, колку што разум, мислам дека сум прв кој што директно, јас сум 10 години на сцената, он е 5 минути. Јас не патам од его, не патам од тоа јас на него ќе му се јавам. Така треба да биде, нели? Значи, Треба соединети да бидеме. Гледам играч кој што се труди, кој што работи, веќе прави некои грешки кои што мислам дека не треба да ги прави, кои што мислам дека ќе го вратат 2-3 чекори понатаму, можеби тоа моментов не може да го види тоа, пошто го нема и годините му се. Да, си треба искуство. И плюс вниманието кога го добива некој наеднаш, знаеш, онако од сите страни, не знаеш како да го менаџираш тоа. Мене ми се дешаваше така. Ето така, значи тоа се све работи кои што јас како искусен играч и кој што има човек за 2 години од кој што учам како менаџер кој што работи за тебе. Што работи со мене, не знам за мене. Заедно работиме, значи со мене. Ние сме тим. Точно. Значи јас никогаш не кажам мојот тим. Ние сме тим, ние сме заедно тим. И имаш и човек кој што ти укажувал на грешки и кој што ти кажувал наназад 3-4 години што си сгрешил кога ти анализирал кариерата. Така што уште од сега гледам некои работи кај некои млади деца кои што ги прават грешки кои што не се свесни колку се крупни, за 2-3 години ќе ги коштаат многу. Знаеш. И еве, и сум пружил рака, сакам да работам и сакам не сакам таков муабет да отварам. Тоа мислење ќе си го задржам за себе и мислам дека на сцена веќе сите има доволно искуство и мислам дека нема ни таков играч некој што е тоа толку лош, знаеш. Значи, ја мислам дека треба вие сите заедно да се соедините. Треба да има соединување. Треба да има позитивна енергија и треба заедно да работите за да подобро нешто се деша во Македонија, пошто доста ни се циркузи, омрази, хејто и такви ствари. Публиката, ние прво, ако секој прво мисли за себе, така? Тачно. Но треба прво да мислиме за публиката. Тачно. Кога да речеме тројца ќе се собереме на едно место, ние на публиката нудиме спектакл. Тоа се продава само од себе, брат. Тачно. Не се продава, се не зборам само за пари, туку зборам нудиме продукт на луѓето да видат нешто различно. Доста сме еден по еден, секој на своја страна, или она што е најлошо, за жал се дешава понекогаш на сценава да се обединуваме против, а не за. Тоа е лошо. Ај ние ќе се собереме тројци и ќе го изолираме него. Не ми се допаѓа ни мене. Ај ќе правиме фестивал, ќе викнеме 15 no-name играчи, ама нема да го викнеме најпопуларниот. Да. Реално. И сега, пази, тоа е ситуација каде што меѓу себе се деградираат луѓе. Да, и сега има ситуација каде што тој што е, да речеме, најактуелен или поактуелен од сите нив заедно, рецимо, небитно, не зборам за себе, општо правиме муабет, да се иземеме X фактор некој, небитно. Да не наразверат. Не, збориме сега ти кажам какви ситуации имаме. И сега тој што да речеме популарниот му правите само услуга. Публиката му пишува, абе зошто не си на фестивалов? Точно. Што мислите дека тоа нема да стигне до публиката да го размисли, да свати дека некој изолирате, дека, знаеш, или дека некој го изолираме, знаеш, и затоа ја не сум се нафатил да направам нешто такво, зашто не сум сигурен дека сите ќе прифатат. Да. И ќе испадне дека јас сега правам против некого нешто, знаеш. Да. Но работам на тоа да ги омекнеме односите, полека. Знаеш, егото тука преовладува. Треба Јеби га, глумци сме скоро сите. И у старт имаме его големо, сите, не си земам и јас од причата, значи, меѓутоа, овде треба, знаеш, веќе сите сме, се размисли малку. Скоро сите сме со деца, со фамилии, со жена, со семејство. Тачно. Веќе треба да сме созреани за, брат, тоа што сме биле као копилјаци, што сме зборили, што сме се мразеле, што сме се пцуеле позади грб, ајде да тргнеме тоа на страна. Ајде да направиме шоу за луѓето да бидат, да си поминат добро, да шириме позитивна енергија. Еве да речеме да го тргнеме и тоа. Еве да тргнеме све на страна. Да го гледаме само како бизнис. Еве ако не сакаш да те врзува, нели, емотивното или духовното или ја да направиме нешто за сценава, еве да го гледаш само низ призма на бизнис
Ја ти гарантирам, еве јас сега можам да кажам за себе дека од стендапот можам да живеам конечно после толку години. Да, од стендапот може да се живее. Само ми се свиѓа кај тебе што на пример картите се многу ефтини и излегуваш у сусрет на народот и тоа поштам, сееш, зашто не можеш да се ти збогатиш од нив, него им даваш нормална цена, прифатлива за сите. И за оние што има 200 евра плата што зимат и за оние 2000 евра плата. Што доаѓа да те гледа тебе и тоа поштам. Драго ме што си го примател. Два-три наврати кај тебе. Знаеш дека има една најефтина карта. И најефтина, реално да. Види, тоа е така затоа што како ти кажам има мал милион начини како да бидеш патриот, да си сакаш државата, да си го сакаш народот. Не е у 21 век пушката, гледаме дека тоа не наидува на добрување у 21 век реално. Еве сега имаме жив пример за тоа у Украина, меѓутоа јас велам дека секој може да најде начин како да се сака државата и татковината. Јас мојот начин е како можам ја у овие тешки времиња, овие 5 различни кризи паралелни што не се дешаваат, како да му помогнам на мојот народ, а да не се потценам себе си. Точно, значи за сите да биде фер. Да. Картата кај мене, каде што јас се одредиса, има некој настани каде што не одредувам јас. Ти, нормално. Се некој пат идеш во некој, јас веќе и клубовите ги избегнувам, ги заобиколувам, сакам да одиме на другото ниво, меѓутоа некој пат кога ајде ќе направиме некаде во клуб, се може картата да е 300 денари, меѓутоа тука јас не одредувам ништо, знаеш. Јас сепак за да настапам во тој клуб директно со газда се договарам и не е твоја. Он мора да направи математика, знаеш. Точно, да му се исплати на него. Да, сега не мора да му се исплати, бар да е мене да ме покрие, знаеш. И кога ја одлучувам, а тоа се настапите у сала, мојата карта цела година е 150 денари, било каде, освен Скопје каде што е 200, пошто киријата е друга. Скопје. Реално се киријата и поскапа, али муабетот е мојот начин како да возвратам на публиката или како да поклонам нешто на луѓето е најефтината карта што може да постои оваа држава, тоа е 150 денари. Реално, да. Солидна е цената, така да ја мислам дека се е како што треба. Да. И добро шоу да, значи тие што немате отиде на настап мора. А реално и на хитери им се исплаќа. Ајде за 150 денари кидеме брат, ајде ќе го сереме за 150 денари. Да. И ќе пишуваме на Твитер, у Свети Николе настапам, он у реал тайм ми пише твитови брат. Ако бе, нама така у 10 типов сум реално зборам на сцена со микрофон, отварам утре дента ми праќа скриншот на Твитер. У 10 типов у среда. Кај бе викам ја у 10 типов, ојкам, оваа реченица јас ја кажам, викам би уплатил карта дечкото. Да. Тоа е next level што го збориме. Тоа. Уште еден левел ја вртиш игрицата, брат. Да. Не знам колку време помина, дали сме окей. Саат и 5-10 сигурно. Да. Мислам дека сме окей. Фала ти што дојде и што ме испоштува, се надам дека и повторно ќе ми дојдеш со некои нови. Извади некои работи од мене ти што никад не сум ги кажал ова за наше мало, не сум го кажал никад. Ексклузива имаме доста добра. Така да ја од тука ви се одјавувам, драги гледачи, фала што го гледавте, ако имате некоја идеја за нов гостин, не знам, по ваш избор, пишете у коментари и оставам на Боки да се одјави. Не Боки 13, него Бојан Велевски да се одјави од емисија од мене. Чао. Такво ми е мене името, брат, коси се викаш Боки или си Педер или Рекетар. А Рекетар не сум. Мала шала не е на измет, ајде.